Ревматичните болести најчесто се поврзуваат со возрастните лица, но малку се знае дека од овие хронични воспалувања заболуваат и млади луѓе, вклучително и деца. Ревматизмот најчесто ги погодува колената и зглобовите, но не застанува тука. Ова е темата на денешната приказна. Скопјанката Стаменка Менче Трпевска е 30-годишна инспиративна девојка која речиси цел живот се справува со симптомите на нејзината болест анхилозирачки спондилитис или Бехтерева болест. Симптомите генерално се провлекува кроз цел мој живот, но ретко се диагностицираше дека е нешто сериозно. Прв пат ми е диагностицирана болеста во 2020. Тогаш имав сериозни болки на повеќе од зглобовите. Имаше и потекување на истите. Така да тука се пројави таа можност дека всушност се работи за генетска болест и не е некоја обична болка каде што може да се лечи. Бехтерев начално е машка болест и многу ретко ги зафаќа жените. И е болест каде што најглавен, хајде речем, орган е рбетот. И на тој треба многу внимание и едно нешто што е многу битно за било кој од ревматските болести, особено Бехтерев, е за да се вежба многу и да се зајакнат мускулите на цело тело, особено на грбот. Поставувањето на диагнозата кај Менче, која очигледно зрачи со позитивизам, не било лесно ниту брзо. Тежок е, треба многу внимание, треба професионалец доктор тоа да го диагностицира, да примети дека всушност е надвор од нормалното и да се направи испитување каде што се диагностицира самата болест. Терапијата е генерално лесна, се даваат апчиња, доколку не е нешто посериозно, доколку се премине во сериозна фаза на болести, заземе повеќе од зглобовите, се дава и биолошка терапија, каде што тоа се прима во соодветни услови. Едно 3-4 години немав среќа, али после тоа отидов кај искусен доктор, каде што стварно одма примети дека нешто не е во ред и дека не е нормално толку многу зглобови да ме болат. И он предложи да се направи таа HLT типизација, каде што се диагностицираше Бехтерев. Соочувањето со реалноста по добиената диагноза представува предизвик кој не е лесен за прифаќање, следи и лекувањето. Кога ја дознав, стварно не беше лесно, особено кога ние сме луѓе кои гугламе. И тука се соочува со многу голем страф, ради тоа што особено Бехтерев е болест на рбетот. Рбетот е еден од главните што не одржува во кондиција и цело тело е на него, така да не беше лесно. Престоја депресии и такви некои работи, али со тек на време со стручна помош и слично едноставно се прифаќа и се лечи. Е таблетарно, зависи колку има замав земено самата болест, но некогаш и се прават операции. Например, во случајов мој јас минив колк, заради тоа што нема одредено зошто дојде до степен да речем се распадне цел колк, да удри коска на коска и едноставно мораше да се интервенира и да се смени целосно со керамик. Се чини дека во земјава недостасува писменост за овие заболувања. Генерално, мислам јас дека нема многу големо разбирање за таа болест, ревматската, каде што ние не можеме континуирано да седиме ни да се движиме. Треба да се најде некој баланс каде што ќе ни биде многу посоодветно, заради тоа што секоја ревматска болест е само по себе си зима предизвици и мора да се научиме да живееме со нив. Многу операции, но тоа како дополнително да и дава мотив да продолжи да биде борец, а веројатно и да помага на други кои се соочуваат со некаков здравствен проблем. Менче е и крводарител.
Своето справување со болеста го користи и како препорака со која сака да им помогне на лицата кои имаат сличен здравствен проблем. Ревматизам е поим за над 100 различни болести кои не можат секогаш брзо и јасно да се дијагностицираат. Меѓутоа, тоа е важен услов за да може да се одреди успешна терапија. Еве што велат податоците. Ревматологијата е гранка на медицината која е посветена на дијагноза и третман на нарушувања чија заедничка карактеристика е воспаление во коските, мускулите, зглобовите, како и во внатрешните органи. Ревматолошките болести представуваат едни од најважните здравствени, социјални и општествено-економски проблеми, поради последиците кои ги предизвикуваат. Тие се значаен економски проблем во многу земји во светот, а колку треба овој проблем сериозно да се свати и третира, произлегува од процентот на заболени, кој во последните децении континуирано се зголемува и е најголемата причина за физичка попреченост во работата и за телесен инвалидитет. Причините се бројни, значи почнувајќи од генетски причини, понатака хормонски причини, фактори на околината, но мислам исто така токсични материи, хемикали и многу други причини, да речеме секојдневна работа, физичка напорна, изразени спортски активности и многу други причини, но пред се треба да укажеме на нездравиот начин на живот, дебелината, пушењето, парадентозата, хормоналната терапија, ставањето на импланти, исто така инфективните агенси да не ги заборавиме. Научните сознанија од биомедицинските истражувања, посебно во последните децении од 20-тиот век, придонесоа за значително подобрување и продолжување на животниот век на заболените, како и за квалитетот на нивниот живот. Постојаните болки и физичките ограничувања, предизвикани од околу 100 форми на артритис, се секојдневие за милиони луѓе. Болеста може да се јави во било кој период од животот, иако е најчеста кај возрастни женски пациенти после 60-тата година. Бројни се симптомите на ревматските заболувања, пред се заради тоа што тие не ги зафаќаат само зглобовите, но ги зафаќаат и другите органи, затоа ги викаме системски заболувања, системски автоимуни заболувања. Значи во смисол на зглобните симптоми, тука се отокот, болката, утринската вкочањето, ограничените движења на зглобовите, додека што се однесува до системските симптоми, значи тоа се може да бидат фебрилност, изнемоштеност, намален апетит, анемија, да речеме, понатака зголемување на инфламаторните маркери, кои што не е симптом, но е знак на болеста. Според СЗАО, повеќе од 4% од светската популација страда од различни болести на зглобовите и јрбетот. Повеќе од 30% од случаите на привремена спреченост за работа и 10% од пациентите со хендикеп се поврзани со ревматските заболувања. Ревматските заболувања се автоимуни заболувања кои зафаќаат и други органи. Понекогаш и примарната причина за постоење на ревматско заболување е од друг орган, како например при псоријатичниот артритис, каде што кожно заболување е примарна причина. Понатаму постојат заболувања во кои што се појавуваат како секундарна, како последица на известни лекарства, на примање на известни лекарства или како последица на други заболувања кои што ги имале пациентите. Самите ревматски заболувања понекогаш знаат да бидат поврзани и со заболувања на очите, да се појави увеитис и заради тоа овие заболувања се кажува и се смета дека се мултидисциплинарни. Ревматодоидниот артритис се издвојува како најраширено ревматско заболување поради тоа што од него боледува околу 1% од светската популација. 3 милиони луѓе со ова заболување живеат во постојана болка, а болеста го скратува животниот век од 3 до 17 години. Ова заболување ја чини Европа околу 40,4 милијарди евра секоја година. Ревматските заболувања се поделени во неколку групи, но најгрубо може да ги поделиме на инфламаторни и неинфламаторни. Во инфламаторните спаѓаат ревматоидниот артритис и серонегативните спондилоартропатии кои се повеќе, како и се разбира јувенилниот артритис кај децата. Од неинфламаторните тука се дегенеративните болести, со тоа што ние лекуваме и болести на системското сврзно ткиво, како што се колагенозите, односно системски лупус,
значи системска склероза, Сјогренов синдром, дерматополимиозитис и бројни други заболувања, остеопороза да не заборавиме, метаболни, значи заболувања на мускулно-скелетниот систем, мускулно-скелетни болести на меките ткива и многу други. Но пред се ги лекуваме инфламаторните ревматски болести и колагенозите. Ревматизам е термин што луѓето често го користеле во минатото кога ја опишувале болката и другите симптоми кои влијаат на мускулите и зглобовите. Реуматските заболувања во главно се идиопатски. Тоа значи дека причината за заболувањето не ја знаеме. И исто како сите автоимуни заболувања, ретко се знае која е причината, но во извесен број постои и генетска основа. Значи, ако еден од родителите имал реуматско заболување, може да се случи и децата да го имаат истото. Како дијагноза, опфаќа повеќе од 100 различни болести, кои не можат секогаш брзо и јасно да се дијагностицираат. Меѓутоа, тоа е важен услов за да може да се одреди успешна терапија. Мислам дека дијагностиката ни е релативно добра, соодветна на дијагностиката во светот, можеби малку би требало да унапредиме некои работи, но сепак дијагностиката ја имаме и релативно брзо е достапна во главниот град. Можеби треба да се размислува за дијагностика во другите градови, во другите центри, кај што ние веќе имаме ревматолози, но тие немаат доволно китови за антитела и не ги работат, што е штета. Исто така лабораториските анализи во некои градови не се целосни, што би требало да се подобри. Во смисол на терапијата, тука имаме веќе поголем проблем. Значи, заради тоа што ако терапијата ја делиме на конвенционални и биолошки болест модифицирачки агенции или DMARDs, значи ние имаме проблеми и со конвенционалните агенции, во смисол на тоа да метотрексатот, антималариците и лефлунамидот не ни одат на рецепт, не се на позитивна листа и се соочуваме често и со нивен недостиг. И затоа тука би требало, значи, сите заедно да поработиме, бидејќи значителни финансиски средства се одлеваат и пациентите имаат мачат да ги најдат и овие релативно ефтини лекови. Би сакала да иницираме малку повеќе информации за една тема, што ги причинува ревматските заболувања. Прво, пред да започнеме со тоа што ги причинува, прво да го дефинираме што е тоа ревматско заболување. Практично се работи за една поголема група на заболувања која што има крајно нејасна етиологија, односно има крајно нејасна причина и има мултифакторијална патогенеза, односно зафаќањето е на повеќе органски системи, иако во народот е многу познато дека се зафатени зглобовите. Факт е дека се зафатени зглобовите и не само зглобовите, туку и околу зглобните структури, каде што настануваат и најголемите деструкции, но не смееме да заборавиме дека тоа представува состојби, односно заболувања кои што ги оштетуваат и другите органски системи. Во прв ред би ги спомнал кардиоваскуларниот систем, системите за варење, очите и крвните садови, особено малите крвни садови или како што ние милуваме да кажеме микроциркулацијата, со што се оштетуваат практично многу други системи, како што се органот за слух, органот за вид и така натаму. Оно што е интересно е дека порано се мислеше дека ова е болест која што обично е карактеристична кај повозрасното население, но во последно време ја имаат и млади луѓе, па дури и деца. За жал, оваа болест не ги одминува и помладите групи, а за жал исто така и децата. А зашто велам за жал? Бидејќи клиничките форми пред се кај помладата популација, особено кај децата, се значително потешки и со многу потешки инвалидитети кои што ги добиваат подоцна во животот, а исто така во дадени ситуации тие да можат да бидат, повторно за жал, многу често и причина за покрај тешките инвалидитети и за смртни исходи. Во тој дел би ги спомнал јувенилните реуматоидни артрити како најчести, кои што се јавуваат многу рано, негде пред 15-та година од животот. Имаат малку понеспецифични почетоци. Причините се исти, се уште не до крај познати, секогаш поврзани дел со генетиката, дел се поврзани како резултат на тригер на некакви надворешни екзогени фактори, тоа се најчесто во последно време вируси, пореметување на имуниот систем како резултат на истото и клиничките манифестации се значително побрзи. Обично знаат да почнат
зборувам за младата популација, како нејасна клиничка слика, поврзана со покачена телесна температура, замор, слабост и така натаму, потоа поврзана со одредени промени во делот на лабораториската слика, да после тек некое време, од неколку месеци, почнуваат да развиваат класични симптоми на болки во зглобови, отоци, појава на нарушување или тешкоти во движење на зглобовите, особено наутро, познато како утринска вкочанетост, отежнато одење и така натаму. Споменавте како некои од фактори, некои од причините, вирусите, бактериите, но и генетиката. Колку генетиката може да значи дека некој во семејството има предиспозиции за ревматските заболувања? Статистиката покажала и покажува се уште многу. Односно, генетиката има клучната улога, иако тоа не може да го земеме како основна етиологија, како основна причина, меѓутоа факт е дека во семејства каде што има луѓе кои што имаат одредени реуматски заболувања, тие се пренесуваат од колено на колено. Секако не мора да значи дека секогаш на следното колено, меѓутоа факт е дека се пренесуваат и предиспозицијата е да 3, односно 4:1 е кај женската популација во однос на машката популација. Зошто е овој факт вака? Која е причината женската популација да е позагрозена? Веројатно е генетската предиспозиција, ако би го знаел точниот одговор на сето ова, веројатно би се здобил со некоја награда многу поголема во светски размери. Но факт е дека е тоа така, тоа се одредени познавања кои што ги имаме како резултат на статистика и водење на евиденција кај пациентите во светски размери, се разбира. Постои една асоциација, светска асоциација, која што е реуматолошка асоциација и светска ортопедска асоциација, која што ги следи сите овие состојби, пред се околу клиничките нивни манифестации, но и многу важно понатамошниот третман, бидејќи третманот кај овој тип на заболување е сепак мултидисциплинарен. Тоа значи дека тука генерално покрај хирурзите, односно ортопедските хирурзи, главна улога ја зазимаат колегите реуматолози и колегите од физикална медицина, односно рехабилитација. Кога зборуваме кај нас, истражувајќи да видам колку јавноста ги препознава ревматските заболувања, најчесто ги препознаваат како артритис. Но постојат многу подвидови за кои што многу малку се знае во јавноста, па еве дури и најчесто се смета дека заболувањата ги опфаќаат зглобовите, но не е така. Споменавте дека може да погоди други делови од нашето тело, вклучително и очите. Ни фали ли малку повеќе писменост во тој поглед, малку поголема информираност за последиците кои што може да настанат како резултат на ревматските заболувања? Апсолутно се согласувам со оваа констатација. Да, потребно е малку повеќе да биде јавноста информирана, односно луѓето да бидат информирани. Ја низ мојата пракса, која што е повеќе од 2 децении, се повеќе и повеќе се соочувам со тоа дека пациентите, луѓето кои што имаат проблеми на по оваа линија, размислуваат дека реуматските заболувања се заболувања кои што исклучиво ги зафаќаат зглобовите, што не е така. Да, ги зафаќаат зглобовите, меѓутоа ги зафаќаат и екстразглобните простори, но ги зафаќаат и подалечните органи, кои што многу често може да бидат асоциација заедно со заболувањата на зглобовите, да направат многу потешки проблеми понатаму во животот. И затоа е потребно повеќе да се има информација за овие заболувања, бидејќи повторно ќе напоменам мултидисциплинарниот пристап, што значи покрај реуматолог, односно докторите кои што се од интернистички гранки и од диагностичките гранки, кои што треба првенствено да го тоа препознаат, би требало во прав правец да ги упатуваат пациентите за понатамошни третмани. Тука можам слободно да кажам дека еве јас припаѓам на таа група на доктори кои што се занимаваат со агресивна хируршка гранка. Кај мене пациентите доаѓаат веќе во крајните фази на оштетени зглобови, каде што генерално со оперативни постапки, со оперативни процедури би се наоѓале решенијата и понатамошните лекувања на тие пациенти. Но факт е дека самите пациенти треба да знаат дека доколку има некаква клиничка слика која што имплицира на ваков тип на заболување, треба да се посетат повеќе профили на доктори. Апсолутно без дилема на таа линија. Дали тоа може да го воочи матичен лекар, дали симптомите може да ги препознае и пациентот или... Па да. Матичен лекар, лекарите од општа пракса, специјалистите по интерна медицина и секако добар дел на специјалистите по ортопедија и ортопедска хирургија.
Се чини дека има многу други болести, да речем на коските, кои што покажуваат сличности во поглед на симптомите поврзани со ревматските заболувања. Како да се направи дистинкција што е што? Диференцијално диагностички постојат критериуми по таа основа. Пред се, секој еден пациент треба да има индивидуален пристап. Под индивидуален пристап се подразбира да прво се започне со еден разговор, односно една убава конкретна анамнеза, да се дојде до најголем број на информации за пациентот во тој момент, а потоа се започне со понатамошните испитувања, како што се лабораториски и биохемиски, па понатамошни испитувања од типот на радиолошки, продлабочени радиолошки испитувања, се до дефинирање на диагнозата конкретно. Од друга страна, реуматските заболувања сами по себе се асоцирани со други проблеми, еве да речеме во коскено-зглобниот систем, како што е на пример остеопорозата. Покрај оштетувањето на раскавицата, односно на самите зглобови, настанува и радифицирање, ослабување и на коскената структура, така да кај коските кај луѓето кои што страдаат од реуматски заболувања се значително послаби. Како резултат на тоа се јавуваат хронични болки. Исто така паралелно со тоа треба истите и да се третираат. Кај диагностичките критериуми, кои што се неколку и кои што секогаш се следат, треба да се има во предвид дека не мора да значи секогаш дека неисполнување на еден, како што е на пример позитивен реума фактор, не значи дека пациентот прво нема реуматско заболување и многу често диференцијално диагностички тука може да влезе групата, да речеме, на заболувања кои што се со негативни реума фактори или серонегативни артропатии, што ги викаме, кои што предизвикуваат исто така крајно оштетување на зглобовите, значи дефинитивно оштетување на зглобовите, а реума факторот е негативен. Постои впечаток исто така дека луѓето кои што имаат ревматски заболувања не треба да се посветуваат на физички активности. Има ли вистина во тоа? Баш напротив, физичката активност е секогаш добродојдена, поготово првата фаза, односно првите фази на заболувањето, но факт е па од друга страна дека ако имаме комплетно оштетување на самите зглобови, се зборувам само од аспект на оштетувањето на зглобовите без останатите коморбидитети кои што исто така може да предизвикаат дека пациентот има еден имобилитет, односно неможност за движење, така да физичката активност е невозможена. Потребна е физичката активност, бидејќи на тој начин се зајакнуваат структурите околу зглобовите од една страна, од друга страна се зајакнуваат и самите мускули и правилното држење на телото. На тој начин се намалуваат пред се болките кои што се јавуваат кај овие пациенти, а исто така физичката активност не само што е добродојдена, него апсолутно индицирана кај пациенти кои што понатаму третманот би бил оперативен. Односно, по завршување на оперативните третмани, неопходно е пациентите да бидат што е можно помобилни. Значи, основните цели практично на реконструктивната хирургија кај овие пациенти е да овозможиме еден статичен стабилитет, тоа значи да пациентите стојат без болка, да може да го балансираат телото, и еден динамичен, тоа значи да може да се движат без болка. Колку раното диагностицирање може да биде значајно и може да биде спасоносно во поглед на лекувањето? Клучно е. Клучно е пред се заради тоа што по денешно време постојат многу модерни терапии. За среќа и во нашата држава постојат можности за примање на таков тип на терапија кај пациентите и навремена диагностика со навремено започнување со тераписките протоколи доведува прво до подобрување на состојбата кај пациентите, односно состојбата на заболувањето почнува да се успорува или во еден момент дури да подзастане, што е многу важно. Од друга страна, понатамошниот третман кој што би се презел мултидисциплинарно би го зголемил пред се квалитетот на животот и многу работи би се испревенирале како последици кои што може да настанат како резултат на овие заболувања. За крај би сакала да дадеме некакви препораки за јавноста малку повеќе да се информира, но и луѓето кои што можеби ќе препознаат некои симптоми, што да направат во насока на подобрување, во насока на прецизно диагностицирање, дали го имаат тој проблем, тој здравствен проблем или не? Еве малце не толку конкретен за овој тип на заболување. Јас секогаш сум сметал што од времето кога бев студент по медицина дека превентивата е многу важна за секој вид на заболување. Не зборувам за акутните травми, таму превентивата е повеќе во нас, нели? Што значи превентива? Тоа се почести преглед, тоа не значи секој ден прегледи. Меѓутоа тие редовни прегледи кои што се препорачуваат од страна на докторите треба да се следат. Тие се општи прегледи каде што имаме, како што реков, еден разговор на кој што се разговара
имаме некаков проблем или немаме, значи превентивно. Понатаму дополнителни превентивни прегледи од типот на стандардни лабораториски анализи, правење на дополнителни испитувања на респираторниот, кардиоваскуларниот систем, колку гледаме, како гледаме во границите на биолошката возраст се разбира, дополнителни лабораториски испитувања и на тој начин практично ќе се намали бројот на пациенти кои што би се касно диагностицирале. Иако за жал денешницата носи многу заболувања, многу состојби, за жал и многу состојби со кои што и претходно не сме имале многу можности да се соочуваме, но со превенцијата или на некој начин со навременото нивно диагностицирање ќе дојдеме до значително подобри резултати во понатамошниот третман кај истите. Би сакала да го споменам ковидот, колку ковидот влијаеше, не влијаеше, ја зголеми ли бројката на луѓе со ревматски заболувања или посебно бројката на млади луѓе? Она што статистиките во светот го покажуваат, а и морам да признам и нашите искуства се такви, не само за ревматските заболувања, пред себе јас во мојата област, оштетувањата на зглобовите значително се зголеми после ковидот. Една од причините, ја знаеме сите, тоа е употребата на тие некои лекови кои што се користеа во текот на лекувањето на ковидот сосема оправдано, без дилема. Меѓутоа факт е дека и самиот вирус предизвикуваше некакви нејасни пореметувања на околината на зглобот или таа така наречена синовијална обвивка во зглобовите, која што драматично ги оштетува зглобовите во понатамошниот третман и да, за жал се зголеми бројот на пациенти кои што имаат дефинитивни трајни оштетувања на зглобовите. И кај младите? И кај младите, особено кај младите. Конкретно лицата, затоа што во нашиот случај станува збор за деца, повеќе со проблемите се соочуваме ние родителите. Најголем проблем е немањето терапија. Значи основна терапија за оваа диагноза е метотрексат. Тоа е цитостатик што кај нас го има во форма на таблети, меѓутоа реално го нема затоа што е постојано дефицитарен, а во сите соседни држави го има. И така ние го набавуваме од сите држави, меѓутоа истиот овој лек се произведува веќе поодамна во ликвидна форма. Тоа е во форма на инекции. Тој има подобра абсорбција, дава подобри резултати во терапијата и не прави штета на дигестивниот систем. И нормално секој родител би одбрал таа форма на лек. Меѓутоа, ние таблетите ги немаме, камоли оваа форма на лек. Значи повторно одиме во странство за набавка на истите. Кој знае, кој не знае, тоа е знак прашање. Истиот овој лек, истата течност е произведен во уште посовремена форма, да кажам, за побезбедна апликација за децата кои ќе бидат повозрасни, 10, 12, 13 години, затоа што ова е хронична терапија што се прима доживотно, да може сами да се аплицираат. Тоа е метопен, значи е сосема безбедно, децата може сами да се го аплицираат и без никакви последици. Овој лек конкретно јас го користам и го набавам од Германија. Меѓутоа, за да се стигне до овој лек, ќе ве заморам со самото тоа што ќе ви раскажувам, а камоли патот да го добиете истиот. Значи, прво, за да се набави, ни треба рецепта. Ние во Германија не можеме со наша рецепта да набавиме, затоа што не сме во Европска унија. Цела среќа во оваа несреќа, да кажам, што одиме ние и на лекување во Бугарија, па докторот од таму ни издава рецепта, истата ја доставуваме во Германија. Таму ангажираме човек за да не го купи лекот, меѓутоа и таму има некоја процедура, една кутија не даваат, повеќе од една кутија не даваат на еден човек, па истиот тој човек мора да ангажира и втор, и трет човек, зависно колку сакаме да набавиме. Значи, ние материјално, морално, финансиски се задолжуваме кај многу луѓе и на многу страни за нешто што уствари треба да ни следува и да го имаме кај нас во државата. Сепак се работи за лек што е за деца помали од 10 години, да кажам. За многу мали деца станува збор. Има дел од дечиња, околу 13 дечиња, сега не ме фаќате за збор, не знам точна бројка, што примат и биолошка терапија. Има случаи кога и таа доцни, меѓутоа докторите на детска клиника даваат надчовечки напори, прават разни комбинации, дали со клиника за ревматологија или било како, за да бидат покриени тие дечиња. Меѓутоа, секако има проблем и сметаме дека многу е оскудна листата со лекови, затоа што има избор само на неколку биолошки терапии
и самиот доктор нема слобода да го припише. Соодветниот лек што мисли дека најсоодветно ќе изреагира во моментот, туку е ограничен да го припише за тој лек што го има, што располага со него. И тоа нас не е решение, значи ние ќе се бориме да се прошири таа листа на лекови за да има подобри резултати и децата да функционираат нормално. Значи кога прв пат ќе слушне некој за дијагнозата со која што се случува неговото дете, веднаш трага по некои слични на него. Така се групиравме и решивме да основаме здружение и да се бориме, значи како што кажав, немаме соодветен доктор детски ревматолог кај нас во државата. Докторите на детска клиника даваат се од себе и повеќе од што можат, значи тие се толку емпатични, меѓутоа тоа не е решение, тоа е моментално привремено решение, меѓутоа не е трајно. И кај нас е најголем проблем што нема долгорочен план. Значи ние на многу состаноци сме присуствувале и со директорката на детска клиника, со заменик министерката за здравство, со представници на фондот за здравство, каде што на прашањето зашто кај нас нема метотрексат во ликвидна форма или зашто е толку оскуден изборот на биолошка терапија, одговорот е дека нема интерес. Значи тоа е како чувство како најсилниот чамар на светот, некој да ви го удрил или не знам со што да го споредам. Значи нема доволно интерес за здравјето на децата или нема доволно профит. Не можам, мислам, не го прифаќам тој одговор, никако. Ќе се бориме да има и терапија и да добиеме соодветен доктор. И значи овие деца со соодветна терапија, на времена дијагноза може да функционираат без никакви ограничувања и да допринесуваат, а не да бидат на терет на државата. Првично се појави оток на коленцето. Бевме на зимување, таа беше многу малечка, 2,5 години. Нормално дете како дете, паѓа, станува, не придаваш многу голем важност, затоа што тоа не е со никакви последици. После 2-3 дена, кога ја спремав за во градинка, забележав мал оток на левото коленце. И на сопругот му викам, нешто се случува, вика, што паѓаше, што меѓутоа мене тоа не ми беше разлог да не однесам на доктор. Ематичниот, нели, тука почнуваат испитувања, се елиминира физичка повреда, се елиминира бактериска последица и има период на следење. Значи, ние од првичниот симптом до добивање на дијагнозата имавме период од 6 месеци, што е премиум период, релативно брз период, затоа што имаме членови во нашето здружение каде што децата добиле дијагноза после 10 години. Тоа остава трајни последици, непоправливи последици, време поминато без терапија. Светска статистика е дека до 150 на 100.000 дечиња се застигнати од оваа дијагноза. И да, првично кога ќе помислите, кога ќе слушнете зборот ревматско заболување, ви паѓа на ум некоја личност во поодминати години, каде што и дотрајале зглобовите, каде што годините го земале данокот. Меѓутоа, уствари оваа дијагноза е генетско заболување, автоимуно заболување, каде што 75% по некои истражувања се препишува на генетски предиспозиција, останатите 20 на вирусни модификации. И жална е бројката, кај нас за жал е нереална бројката, затоа што на клиника околу 13 дечиња кажав дека се на биолошка терапија, вкупно се водат можеби околу 30 дечиња. Меѓутоа, според статистиката се испоставува дека голем број има недиагностицирани, дека тие се уште лутаат, дека тие реално го имаат проблемот, меѓутоа немаат конкретна дијагноза и терапија. Дијагноза се поставува кога ќе воочите вие некој проблем, отечност на зглоб, утринска вкочанетост, нели првично се посетува матичен, меѓутоа тука е најголемиот проблем, има многу слаба едукација на кај матичните доктори, кај докторите ортопеди. Значи, тие треба најсоодветно да проценат, прво да елиминираат физичка повреда, да елиминираат бактериска реакција, причина, и потоа да не упатат на клиника детска кардиоревматологија, затоа што тоа е оделот каде што ние се лекуваме. Артритисот се издвојува како најраширено ревматично заболување поради тоа што од него боледува околу 1% од светската популација. 3 милиони луѓе од ова заболување живеат во постојана болка, а болеста го скратува животниот век од 3 до 17 години. Ова заболување ја чини Европа околу 45 милиарди 4 милиони евра секоја година. Ревматските болести претежно се поврзуваат со возрастната популација, но податоците покажуваат дека во последниот период од овие хронични воспалувања заболуваат и млади луѓе, но и деца.
реуматските заболувања се појавуваат и кај децата, и понатаму во животот и кај возрастните пациенти. Кај некои се појавуваат и остануваат во текот на животот од нивната детска возраст, а кај некои се појавуваат во подоцнежните години, без правило дали тоа ќе биде во 20-тите, 30-тите, 40-тите или натаму во животот кај повозрастни пациенти. Значи, буквално и деца од најрана возраст може да бидат засегнати, и тоа со сериозни, значи, воспалителни ревматски заболувања, па и васкулитисни синдроми кои ги заборавив да ги спомнам кај возрастните. И оваа група е многу вулнерабилна за жал во нашата средина и мислам дека не добива адекватно внимание. Ревматолошките болести најчесто се поврзуваат со повозрастната популација, но според статистичките податоци во последниот период од овие хронични воспалувања заболуваат и младите луѓе, а вклучително и децата. Не се знае половата предоминанца зошто е таква, со тоа што во различни фази на појавување во различни периоди и возрасти на појавување на болеста и различна е половата предоминација. Па така кај децата од 1 до 3 години почести се женските, но за разлика од нив вториот пик кој што се појавува околу 9 години, па во таа фаза почести се машките како популација која што е зафатена со ревматски заболувања. Интересно е прашањето во врска со половата разноликост во презентацијата на ревматските заболувања. Например, имаме заболувања кои што 2 до 9 пати се јавуваат почесто кај жени отколку кај мажи, инфламаторни и колагенози, но па има и заболувања како, да речеме, анкилозантниот спондилитис и бехчетот кои се јавуваат повеќе кај мажи. Во однос на разликата може многу да се зборува зошто тоа е така. Што се однесува пред себе би ги кажала, има генетски фактори кои што се наоѓаат на хромозомот 7 и се откриени баш кај ревматоидниот артритис дека постои разлика на ниво на тој хромозом кај мажи и жени, но повеќето се хормонски фактори, во смисол на тоа да жените заради нивната биолошка улога на мајка имаат поголема имунореактивност отколку мажите и тие создаваат антитела кои што му ги пренесуваат на својот плод и токму заради тоа и тие се повеќе склони кон автоимуни заболувања. Исто така, значи, жените имаат естрогени хормони кои што за разлика од андрогените имаат проинфламаторен карактер, за разлика од андрогените кои што имаат антиинфламаторен карактер и естрогените делуваат на Т лимфоцитите и ги активираат, а потоа, значи, се јавува спрегата меѓу Т и Б лимфоцитите и тоа создава нови антитела. Исто така има и други фактори како што се козметиката, контрацептивната терапија, ставањето на импланти и исто така и поголемата оптовареност на жените во одредени професии кои што ги зафаќаат, да речеме, рацете, колената, повеќе нивната поголема оптеретеност во домот, стресовите, значи, кои што ги доживуваат и можеби ова е едно добро прашање да се запрашаме за улогата на жената во општеството и за тоа како ние би можеле да ја помогнеме на жената да се избори со сите предизвици, па меѓу другото и со болестите, да не доаѓа до нив, да тие повеќе се превенираат и повеќе да се помага на жената во секојдневниот живот. Во Македонија има над 17.000 пациенти со ревматолошки заболувања, а се почести жртви се и младите. Најчестото ревматолошко заболување е ревматоидниот артритис, се јавува кај 1% од популацијата, па можеби ние би имале 20.000 случаи на ревматоиден артритис. Реков дека јувенилен се јавува 20 до 50 нови случаи годишно. Во смисол на пациентите со ревматоиден артритис не постои регистар на сите пациенти, ги има во мој термин, но имаме регистар за биолошка терапија, кој што го водиме заедно со Словенија. И тука би можела да се добијат податоци за пациентите на биолошка терапија. За децата планираме да направиме регистар, но за тоа ми требаат малку повеќе млади луѓе кои што би се заангажирале на тоа поле. Кога родителите ќе ги забележат првите симптоми кај децата, бараат помош од ортопед. Доколку се појави оток на зглобовите, тоа оние видливи отоци како на коленцата на скочниот зглоб, логичниот след на упатување е прво да се упати детето на ортопед и од тука се почнува да се отплеткува целата приказна, така што често нашата улога е прва, иако не е единствена во лекувањето на овие деца и во поставувањето на диагнозата. И ние како ортопеди не ја поставуваме диагнозата, тука ја поставуваат детските ревматолози или ревматолозите кај возрастните. Значи ние се соочуваме со еден оток и проценуваме со клинички метод,
со диагностика од типот на ултразвук, која што најчесто како примарен имиджинг метод го користиме за диагнозата кај овие пациенти, дали се работи за синовит, дали се работи за излив во зглобчето или двете и кои се зглобови се зафатени со таа приказна. Во Македонија нема доктор детски ревматолог. Ние на клиниката за ревматологија ги примаме адолесцентите од 14 година па натаму и ги лекуваме, но на клиниката на педиатрија, на одделението за реумакардиологија или кардиореуматологија како сакате, значи постојат колеги кои што се трудат да се занимаваат со овие проблеми, иако за жал во Македонија не постои значи специјализација, односно субспецијализација по педиатриска ревматологија. Не само во Македонија, дури и една Америка има недостиг на педиатриски ревматолози, но тоа не оправдува нас да немаме и мислам дека колегите макотрпно работат на двете полиња, и на кардиологија и ревматологија, но морам да кажам дека тоа не е достаточно за ревматолошките пациенти, заради тоа што тие се соочуваат со преголем предизвик, но целта е наша да се оформи значи специјализација и субспецијализација по педиатриска ревматологија што поскоро и исто така да се едуцираат млади педиатри, значи да тие бидат свесни за ревматолошките заболувања, од кои што најчесто е јувенилниот артритис. Значи секоја година имаме 20, минимум до 50 нови случаи на јувенилен ревматоиден артритис. За жал, тие се има моменти кога се недоволно рано диагностицирани и одат се принудени да се обраќаат во целиот регион, значи на Балканот, да се лекуваат во Бугарија, во Србија, во Словенија, што навистина ние не би требало понатаму да го дозволиме, бидејќи тоа огромен терет како за родителите, така и за самите дечиња. Бидејќи кај што имаме проблеми малку и со терапијата, значи таму имаме проблеми и со посетата на детски ревматолог. Децата болни од ретката болест јувенилен артритис се лекуваат на одделот кардиоревматологија на клиниката за детски болести. Диагнозата за реуматските заболувања, особено за идиопатскиот јувенилен артритис, така се вика, бидејќи кај децата нема позитивен реумафактор. Значи, често се случува да е негативен реумафактор, а да се работи за таков тип на заболување, е диагноза на исклучување, што значи нема конкретен тест со кој што може да се потврди дека е тоа заболувањето, туку се знаат клинички параметри по кои што интернистите, реуматолозите и педиатрите реуматолози ја поставуваат таа диагноза. Така што многу често се знае да се одолговлечи поставувањето на диагнозата на ревматоидниот артрит и јувенилниот идиопатски артритис. Во последните 20 години постои значаен прогрес во диагностиката и терапијата на овие заболувања, со што на овие млади пациенти им се овозможува еднаква шанса за нормален и здрав живот, доколку имаат достапност до редовна терапија. Ревматските заболувања, како кај возрастните, така и кај децата, имаат системско засегање и ги засегаат не само зглобовите, туку и другите органи. Кај децата нарушено растење, нарушен развој, да речеме проблеми со одењето, и кај децата и кај возрастните, проблеми со функционирањето секојдневно, проблеми со функцијата на шаките. Физичката активност може да биде од корист, но со внимателен избор. Целта на лекувањето на ревматските заболувања и отоците во зглобовите е целта да се прекине еден зачаран, еден магичен круг, кој што со појавувањето на отокот во зглобот, со појавувањето на синовитот ги имобилизира мускулите како спазам настанува, потоа тој спазам доведува до контрактура на самиот зглоб и нашата цел е да го прекинеме тој процес на појавување на згврчување, на згручување на зглобот. Да, секако физичката активност игра огромна улога, меѓутоа понекогаш може да биде тригер за поголемо воспаление. Затоа треба да се внимава каков тип на спорт се дава кај децата и кај возрастните и каков тип на физичка активност. Најчесто препорачени се пешачење, пливање, возење на велосипед, танц, некој кој што е со понизок интензитет, повеќе отколку големи спортски активности. Доколку не се диагностицираат и правилно не се лекуваат, доведуваат до трајни последици, инвалидитет и неможност заболените активно да се вклучат во животот на заедницата.
Ревматизмот напаѓа само зглобови. Ова е мит. Вистината е дека мускулите, тетивите, коските и внатрешните органи исто така можат да заболуваат. Време е за невест. Ревматизмот напаѓа само зглобови. Ова е мит. Вистина е дека мускулите, тетивите, коските и внатрешните органи исто така може да заболат. Особено кај воспалително-ревматичните заболувања, неопходно е многу да се внимава. Ревматизмот може да ги зафати очите. Стручниот медицински термин е иридоциклитис. Станува збор за форма на воспаление на ирисот и така наречениот цилириален мускул. Ова заболување може да доведе до сив или зелен глауком. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување до следната емисија.